Антикорупцијската комисија утврди 9 случаи на непотизам, односно за вработување на роднини на функционери од 18 обработени предмети. Меѓу поинтересните за кои јавноста долго нагодува беше вработувањето на сестрата на министерот за економија во МЕПСО. Антикорупционерите најавија и прекршечна пријава за Крешник Бектеши, бидејќи тој во повеќе наврати инсистираше дека нема никакво влијание, дека не живеел со сестра му, што се утврдило како невистина во моментот на вработувањето. При тоа не ја известил комисијата за вработување на член од семејството во јавниот сектор. По бројот на сомнителни вработувања на роднини водат секретарот на СРСМ Александар Кирацовски, кој си го вработил дедото во Елем Новаци, сестрата во Централен регистар и мајката на сопругата во ученички дом во Битола. Антикорупцијска не утврди судирни интереси во вработувањата на сопругот и братот на пратеничката Мира Стојчевска, но и тоа како има сомнеж за непотизам во вработувањето на нејзиниот син во Елем. За тоа предметно работно место инженер за примена на нови технологии потребно искуство од 2 години и тоа не е објавено во одлуката за засловање на работен однос. Во извештајот на оваа комисија е наведено дека ги исполнува бараните во целост согласно правилникот за внатрешна организација и систематизација на работните места. Инаку, очигледно дека се други збори овој оглас бил објавен за несистематизирано работно место. Такво работно место не ни постоело во самиот правилник. Антикорупцијската комисија утврдила и дека во Елем било отворено посебно работно место само 2 недели пред објавување на огласот за сестрата на министерот за култура Асаф Адеми. Отворена е постапка и за вработувањето на мајка му на портпаролот на СРСМ Костадин Костадинов. Наводите за непотизам не биле потврдени кај вработувањата на ќерката на Талат Џафери, синот на Горан Мисовски и сопругата на градоначалникот на Неготино. Антикорупцијска утврдила дека наменски се креирале работни места или пак условите во огласите за вработување се менувале според образованието и искуството на кандидатите.